Благодарам. Ќе бидете зачудени дека како професор редовен на овој факултет се наоѓам на вистина помалку изредувана вистинска реткост и денес сум на вистина среќна што во релативно кус период успеавме да заинтригираме, да донесеме, така да речем, на наша територија академска, на територијата на автономниот универзитет, и медиуми кои обично нас не викаат да гостуваме кај нив, сега тие гостуваат кај нас, да се собереме како професори, интелектуалци, уметници, мислечки граѓани од различни страни, за да разговараме на една или повеќе сериозни теми. Јас ќе се надоврзам така кратко и на ова што беше кажано, ќе се трудам само да нафрлам тези, затоа што целата идеја не е навистина за 10 минути да дадеме волшебни одговори или еден академски одговор, што е невозможно и не демократски, и не академски да дадете еден одговор на сите прашања, туку повеќе провокации да дадеме и повеќе наши некакви размислувања кои потоа ќе ви овозможат и вам да се вклучите, да не бидете само публика, туку и директни учесници. Да, во нашиот наслов стои тезата за академски одговор визави името и идентитетот. И тука колегата Сркањец е во право, бидејќи кому тоа ние даваме академски одговор кога никој не ни прашува. Друго е прашањето, јас се сложувам, дали научниците, или ајде се да речеме од Платон, филозофите, треба да бидат тие што ја креираат политиката, што ја водат политиката, или треба да бидат консултирани, треба да бидат мислечкото јадро на едно општество кое создава визија, кое ги предупредува оние што владеат, им помага и на свој начин, да речеме, е медиум и е оној што ги поврзува граѓаните, граѓанството со политиката. Јас така ја разбирам нашата улога, меѓутоа факт е од друга страна дека ние како нормално како поединци не можеме се цела фела се да лепиме генерализации, меѓутоа ние сме соучесници во она што ни се случува, затоа што е факт дека добар дел од академската фела учествувал во транзицијата од нејзиниот почеток па до ден денешен. Така што ние тука не можеме се испереме од нашата одговорност. Од друга страна, и добар дел од академската фела молчи. Преферира да живее во кулата од слонова коска, да си ужива во својата комфортна позиција, да не се впушта во дебатирање. Зошто? Затоа што оној момент кога вие како јавен интелектуалец, не само како професор, туку и како јавен интелектуалец, почувствувате потреба да изразите став, тогаш бивате предмет на лов на вештерки, на стигматизација и така натаму. Оваа трибина јас така ја разбирам. Фактички одговорот или потребата на неколку стотини луѓе, стана и илјадници патем, да кажат нешто, во момент кога политичките елити, поддржани дури и со универзитетски професори, порачаа, вие е подобро да молчите, ова е критичен момент за Република Македонија, за процесот за решавање на името, молчете, не бранувајте и немојте да го расипете процесот. Ние тука почувствувавме потреба да се бунтуваме на извесен начин и да речеме, вие одлучувате во наше име и одлучувате за нас и ни должите во најмала рака транспарентност. Тука се надоврзувам и се согласувам со почетните зборови на колегата Михајло Поповски, кој рече дека токму оние кои 25 години повеќе не учат на демократија, на делиберативна демократија, на партиципација, на учество, на слух помеѓу граѓаните и политичките елити, одеднаш се почувствуваа загрозени од сопствените граѓани, од сопствените мислечки граѓани. Беше кажано дека бранителите на името, тоа сме веројатно ние, затоа што, замислете, сме предложиле прекин на преговорите, односно сме предложиле алтернатива. Не нарекоа дека сме заостанати и неуки.
Па добро, еве, затоа дојдовме на универзитет, па да видиме дали сме неуки, тука сме за прашања, за одговори, за се што треба. Јас се сложувам и со колегата Витомир со она дилема дали да влезеш во дебата да разговараш за сопствениот идентитет и за името, кое е повеќе слојна работа. Зборуваме за правниот идентитет на државата како меѓународно правен субјект. Тоа е една работа, значи можеме низ меѓународно правна призма да зборуваме. Можеме да зборуваме за идентитетот на политичката, во политичката заедница, за демосот, го има или го нема, или зборуваме за демоси, демои, или зборуваме за конфликти на интерес на идентитети, за социјална безбедност и така натаму. Меѓутоа, ако зборуваме за тековниот процес на така наречено решавање на проблемот со името, тогаш, ако одговорот е промена на името, тогаш станува збор за многу погрешно прашање. Значи, на такво прашање не можете да дадете рационален одговор, освен да прифатите, да преговарате за себе и за она што сте и како себе се перцепирате и всушност и како сте успеале преку вашата академска работа, стручна работа, било каква наша активност во комуникациите со другите, да се наметнеме, да се докажеме, да се афирмираме. Ние сме веќе афирмирани, ние сме веќе потврдени, ние веќе објавуваме, ако сакате, и статии со импакт фактор, меѓутоа, за жал, ние немаме фактор на влијание во сопствената држава. И дури ако и направиме одредено влијание и разбрануваме, не третираат како непријатели, државни непријатели или назадни, антизападни елементи и слично. Затоа е прашањето, навистина, каде е мерката и каде е местото на професорите, на академците, на интелектуалната елита. За нас е најлесно да зборуваме на своите студенти, да си ја работиме работата, да објавуваме во странство најчесто и толку. И потоа ќе бидеме мирни пред себе. Меѓутоа, јас мислам дека во вакви времења не можеме да молчиме. Точно е дека Грција може би има проблем со нас, па не знам, Европската унија, па НАТО. Меѓутоа, јас мислам дека ние имаме проблем сами со себе. И ако од тука не почнеме, и во однос на она што се викаат реформи, демократија и европеизација и што сакате, мораме да почнеме од самите со себе. Како јас гледам на овој проблем? Да, тој се создаде во одредена меѓународна констелација со резолуција на Советот за безбедност во време кога навистина на територијата на Југославија се случуваа војни, крвопролевања, конфликти кои во голема мерка беа идентитетски или продолжени или длабоки корени кои испливаа под напливот или во констелација на дадена меѓународна клима. Меѓутоа, како тече времето и она теза дека ние треба да разговараме со нашиот сосед, се претвори не само во преговарање, туку замислете сега ароганцијата на сегашните преговарачи да ја и отфрлат услугата на Метју Немец, па директно во тет-а-тет средби или не знам какви формати, да зборуваат во наше име, а при тоа да немаме никаква информација за тоа. Во целиот овој период зборуваме дека Република Македонија се менува, се европеизира, се приближува кон стандардите на НАТО, на Европската унија и така натаму. Оно што се случува е всушност, јас наједноставно и најпластично би го објаснила со една куса новела на Фицџералд, чудниот случај на Бенџамин Батон. Се раѓа како стар, како тече времето, станува се помлад. Ние како тече времето и како треба да се приближуваме до НАТО и до ЕУ, стануваме се поинфантилни, се послаби како држава и се помалку всушност одговараме на она што треба да биде лика и прилика на европска држава или барем онака како што тие го представуваат идеалот. Затоа што ниту една држава која е зрела, која има јасни параметри на својата домашна и надворешна политика, не би се однесувала вака поданички, како што тоа го прави нашата држава. И тука не ми е гајле, не е седно ми е кој е на власт, персонално или идеолошки, туку
зборуваме од аспект на тоа како државата се менаџира. Некој овде спомна колонијален статус и слично. Многу малку работи се променети во меѓународните односи, тоа мораме да го имаме во вид, дека она што некогаш биле колонијални сили и кога империите се всушност протегале територијално и воспоставувале контрола на дадени територии, сега се претвора во една, што би рекол Дейвид Чендлер, извонреден британски научник од полето на меѓународните односи, кој вели дека е тоа империја во одрекување. Значи, империја која е нетериторијална, која ги шири своите интереси, пред се интереси, капиталот се разбира, културата, нормите и сето тоа на нетериторијален начин, додека земјите, како нашата, се фактички предмет на меѓународен state building. Тоа ви е она од надвор кога ви кажуваат. Дали треба да протерате дипломат на некоја голема сила, без критериум, треба еден, па петка глава, одлучувате во солидарност со некого, без никаква рационална подлога на тој чекор. Или треба да направите една работа или друга работа, без консултации, без легитимација, без делиберација, без консултирање на експертите, затоа што тие знаат се што е добро за нас. И тука важи онаа теза на Иван Крастев, дека нашите политички елити водат љубов со народот, ама и се верени на меѓународната заедница. Таа меѓународна заедница е секако оној западниот дел од светот, како што кажува колегата Саркањац, а не светот како свет. Ние тешко се снаоѓаме и сами со себе и со светот. Меѓутоа, каде сме сега, што ни се случува? Ни се случува резултатот од 25 годишен International State Building. Тоа се слаби држави кои се само фасади, немаат институции, немаат капацитети, немаат ни дипломатија, ако сакате. Меѓутоа, формално изигруваат држава. Ако ние не си го решиме нашиот проблем, тогаш веројатно и понатаму ќе бидеме предмет на решавање на некои други фактори. Благодарам. Благодарам. А сега го поканувам професор Благој Јанаков да земе збор. Јас ќе се обидам да дадам една поинаква слика од ова досега, со амбиција да биде поопшта. Ќе кажам некои податоци, повеќето од нив ви се познати, а некои од тие податоци се крајно загрижувачки. И се разбира некои сознанија и заклучоци кои ми се чини дека се прифатливи. Темата за која зборувам е во вид на прашање. Дали се одбива разнебитување на македонскиот народ и неговата култура? Направив едно излагање, беше премногу големо, го скосив, па на што ќе личи ова скосеното, ќе видиме. Јас сум психолог и се разбира првенствено ме интересираат единките, меѓутоа знам дека единките многу зависат од заедницата, од контекстот, акропроцесите ги одредуваат, ги условуваат единките и менталните појави. Што се случува со територијата на Македонија последниве 100 години? Како што знаете, до 913 година во на оваа територија доминантно население беа македонците, околу 60%. Во 1913 година Македонија е распарчана. Према пописот во Албанија од 2001 година, таму, во Република Албанија, таму живеат 0,2% македонци. Може би знаете дека
Само во Мала Преспа постои основно образование на македонски јазик. Во Пиринска Македонија, познат ви е податокот дека во 50-тите години имало близу 180.000 македонци. Према последниот попис, таму сега има околу 1600 македонци. Каква е состојбата во Беломорска Македонија? И таму до 913 па и до 920 година доминантното население беа македонци, околу 60%. Се обидува да пронајдам податоци званични. Нема званични податоци за бројот на македонци во Република Грција. Јас сум егеец и многу добро знам, секоја година сум таму, дека тоа апсолутно не е точно. Понатаму може би ќе кажам уште некои податоци. Според податоците на Вино Жито, во Беломорска Македонија има околу 400.000 македонци. Меѓутоа, ниту еден од нив, или може би само неколкумина, званично не се декларирале како македонци. Каква е состојбата тука кај нас во Република Македонија? Тука има, се разбира, повеќе податоци. Се обидов да добијаме некои податоци од Министерството за внатрешни работи, меѓутоа не успеав да ги добијам. Сепак има битни податоци. Верувам дека ви е познато дека од 45-та година до отприлика 2000-та година процентот на македонското население кај нас беше од 67 до 69-70%. Во 2002 година, последниот попис, тој почна да паѓа и тогаш веќе беше 64%. Знаеме дека обидот за попис пропадна, веројатно затоа што тој процент е значително намален. За последните 4 години ќе ви изнесам неколку податоци. Значи, според податоците на Државниот завод за статистика, помалку од 50% од родените во Република Македонија се македонци, а 31% се албанци. 74% од умрените се македонци, а 16% се албанци. Бројот на умрени македонци е за 35% поголем од бројот на родени. Бројот на родени албанци е двојно поголем од бројот на умрени. Тоест поголем е за 105%. Ќе ги повторам овие податоци. Помалку од 50% родените во Република Македонија се македонци, а 31% се албанци. 74% од умрените се македонци, а 16% албанци. Бројот на умрени во Република, умрени македонци е за 35% поголем од бројот на родените. Бројот на родени албанци е двојно поголем од бројот на умрени албанци во Република Македонија. Разликата е огромна. Заклучокот е, благо речено, алармантен. Во последниве години, според статистичките податоци, најмногу граѓани на Република Македонија се оселија во Соединетите држави, а најмногу се доселија од Турција, потоа од Албанија, Косово, Србија и Босна. И овој податок е многу индикативен. Неколку податоци за јазикот и културата. Драстично се намали користењето на кирилицата. На скопските улици доминира латиницата. Се внесоа
во јазикот многобројни нови лексички единици. Огромно мнозинство се англоамерикански. Називите на фирми, организации, институции, музички групи претежно се со англоамериканско потекло. Голем дел од песните на нашите групи и музичари се на англиски јазик. Слично е со личните имиња. Автохтоните, традиционални имиња станаа реткост, вклучително кај милиниците. Сте чулели во денешно време некој куче да има име Шарко, Мурго или Мечо? Јас не сум чул. Англискиот јазик е задолжителен од прво до четврта година средно. Задолжителен. Значителен дел од приватното комуницирање на децата постари од 10 години и на студентите на приватното комуницирање се одбива на англиски јазик. Вклучително во моето мало кој е на периферијата на Скопје. Тој податок кој изнесо пред неколку месеци на Институтот за психологија, а една колешка ладно одговори: македонскиот јазик ќе изумре. Се разбира, таа не е присутна тука. Фактори на разнебитувањето. Соседните држави. Грчката власт и сите политички партии во Грција, вклучително комунистичките, не признаа постоење на македонски јазик и култура. Последниве 100 години направија многобројни злодела врз македонското население. Сосема е јасно, цел на грчката власт е уништување на македонскиот идентитет, јазик и народ. Едно од злоделата на бугарската власт е тоа што последниве 10-15 години им даде државјанство на голем број жители на Македонија. Други држави, особено големо е влијанието на Соединетите држави и Англија. Посебно, така што тие се силни поддржувачи на Република Грција. Се разбира, истото важи за НАТО и за ЕУ. Посебен фактор кој не е момент сега да го детално да го разгледуваме е глобализацијата. Грубо кажано, таа се сведува на американизација. Неколку реченици за внатрешните чинители на разнебитувањето. Прво, клучна улога има власта. Власта во поранешна Југославија и потем во Република Македонија. Едно од злоделата на власта е тоа што не се грижеше за македонците во странство. Второ, власта дозволи Република Македонија да стане протекторат. Голем дел од челниците на поголемите политички партии и високи функционери се криминалци или злотвори. Имаше и вчера податоци на интернет во врска со тоа. Вклучително дека највисоките функционери признале дека барале подкуп. Некои лидери на албански партии и организации скоро изјавија дека на Балканот наскоро ќе се формира трета албанска држава. Втор чинител е образованието. Ние сметаме дека е тоа многу важно, многу битно, меѓутоа образованието има и негативни ефекти. Сосема кратко ќе ве потсетам. Последниве 20 години кај нас се запиша огромен број, преголем број на студенти. Дипломираа премногу студенти. Тие не можат да најдат работа реално. Не можат да најдат работа и поради тоа, не само поради тоа, ама една од причините, тоа што не можеа да најдат работа, заминаа во странство. Според некои податоци заминаа неколку стотици илјади млади луѓе. Зарем не е тоа разнебитување? Неколку психолошки појави.
Силно зголемување на индивидуализмот, себичноста и егоцентричноста кај жителите на Република Македонија, особено помладите. Менување на вредностниот систем, животните цели, животните стандарди и начинот на живење. Во психологијата се разликуваат објективна и субјективна припадност на групи и заедници. А припадноста е клучна компонента на личноста и во значителна мера го одредува живењето на луѓето. Социјалниот, посебно етничкиот идентитет е основа на личниот идентитет. Најважна компонента на сликата за себе е себепочитувањето и себеприфаќањето. Без оптимално себепочитување, себеприфаќање и достоинство не е можно добро и правилно живење. Негативни последици се отуѓеност, злодела, глевови, агресија, криминал и така. Мнозинството од политичките и други челници во Република Македонија имаат негативни личностни квалитети. Алчност, себичност, неодговорност, недостоинство. Кај нив отсуствуваат благодарност, сочувство, човеколюбие, мудрост и зрелост. За крај, никој отстрана, никој нема право да го одредува идентитетот на народ или на особа. Нема ни државната власт, посебно сегашната, вклучително и во облик на референдум. Нашето име е Македонци, Македонија. Тоа име е дојдено од вечноста, тоа е свето име.